17 огласи за вработување во јануари, повеќе од 150 во јуни. Антикорупцијската комисија и Transparency International предупредуваат дека има повеќекратно зголемување на бројот на вработувања во јавниот сектор во пресрет на локалните избори. Најголем дел од вработувањата се токму во локалните подрачја, што дополнително отвора сомнеж за злоупотреба на предизборието. Е многу важно да во државните институции се вработуваат непартиски луѓе. Може би тоа се коси со не знам какви права на определување на службениците и се согласувам дека се коси, меѓутоа мислам дека за нас друго чаре нема. Ова е мој личен став, не го земете како став на комисијата, меѓутоа јас лично сметам дека ако во државна администрација се обезбеди вработување само на професионалци кои не се членови на партија, ја таму го гледам излезот. Антикорупцијска постојано алармира за високото ниво на корупција во земјава, особено во однос на вработувањата, а препораките кои ги упатуваат кон институциите не се спроведуваат во целост. Од Transparency International предупредуваат дека итно мора да се создадат работни групи за изнаоѓање на решенија со цел да се подобри квалитетот на работата на јавните органи. Дополнителен проблем представуваат и случаите каде квалификациите на вработените не одговараат на критериумите на распишаниот оглас за вработување. Недостатокот од контрола на времените вработувања се уште, кои што исто така се многу масовно се случуваат и се оправдуваат со потребата од дополнителен кадар. Сето тоа е резултат на недостаток на контролните механизми кои што ќе укажат дека сето ова се прави надвор од функционалните анализи или надвор од реалните потреби. Од антикорупцијска не негираат дека во државава често пати има злоупотреба и на националната припадност да се дојде до функција во јавно предпријатие. Бројни случаи каде многу македонци се декларираат како албанци за да се вработат во јавната администрација. Еден од низата случаи е и вработувањето на Емил Костовски како филмолог во Националната установа Кинотека на Македонија, кој е деклариран како албанец. Препораките на Transparency International се јасни. Не смее да се злоупотребува националната припадност за вработувања во јавниот сектор.